Неофицијалните изјави и коментари на луѓе во општинската организација на СДСМ за кандидатите кои би можеле да ја добијат довербата на партиската врхушка во Скопје за претеничката кандидатура во изборната единица 3 од општина Кочани синоќа во целост беа демантирани. Претеничкиот круг на предвремените парламентарни избори во Кочани покрај другите кандидати ќе го трча Марија Ангелова, актуелен раководител на Фондот за здравство во Кочани. Ангелова инаку е правник по професија и ќе биде првата жена кандидат за пратеник од редовите на СДСМ од градот на Оризот. Општина Кочани, односно Марија Ангелова, ја доби 8-та позиција на листата во тројката, што е под очекувањата на овдешните социјалдемократи, кои на претходни избори добивале многу повисоки и сигурни места. Инаку носител на листата во изборната единица 3 е генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски, додека на втората позиција се наоѓа актуелната пратеничка од Берово Јагода Шахпаска. Кандидатката од Делчево Весна Михајлова е на 5-та позиција. Интересно е што на коалиционата кандидатска листа предводена од СДСМ дури 3 места од првото до 10-то се резервирани за коалиционите партнери, што на локално ниво не го отсликува реалниот рейтинг на помалите партии. Во ВМРО ДПМН се уште не е утврден кандидатот за пратеник од општина Кочани и кое место ќе го добие на кандидатската листа во изборната единица 3, но откако социјалдемократите излегува со кандидат жена, тоа може да влијае врз одлуката и на најголемата опозицијска партија. Инаку неофицијално кругот се стеснува на кандидатурите на Миле Левков и на Снежана Хаџипаунова. Сепак изненадување се можни во последниот момент, а дали ќе ги има, ќе се знае веќе утре. Се уште не се знае ниту кои места се резервирани за коалицијските партнери, посебно во првата половина од листата.